повторно актуелната тема COVID-19, изминативе 9 месеци е реалност и најверојатно и следниве неколку ќе се бориме со пандемијата. Каков е вашиот став за онлайн представите? Имаше неколку обиди на театри да одат и премиерно со онлайн представи. Струмичкиот театар одеше онлайн со досегашните представи, со репризите. Меѓутоа, дали може да биде замена онлайн представата за живоста што се доживува таму? Јас лично кога почна сето таа лудило со онлайн представи, бев во шок. Значи, тие снимки се прават за архива, за да можеме да се подсетиме ако треба да се врати некоја представа за да има некаков документ. Но лично јас не можам да замислам да гледам театарска представа онлайн видео. Значи, според мене дури во живо да е. Енергијата што ја имаат актерите, чувствата не се пренесуваат така. Значи, ако сакаме ние да гледаме нешто, имаме филмска уметност. Така. Затоа јас инсистирав на видеоприказна, не да направиме представа и сега да пуштиме онлайн да ја гледаат дечињата. Можеше и тоа, нели, да биде. Да кажеме, ајде ние ќе играме, а пуштете им ја вие. Јас лично не сметам дека тоа треба да биде така. Значи, си имате вие филмска уметност, ќе направиме нешто друго, нели, со филм, актери сме. А ете се испостави па и дека има начин во време на пандемија, со протоколите, да постои и театарската уметност, зошто да не играме представи. Нема проблем. Игравме и детски представи, нема никаков проблем. Подготвени сте во следниве месеци да функционирате под протоколите? Како не, да, по протокол. Доколку сите ги почитуваат, јас лично сметам дека не би имале никаков проблем. И категорично одбивам онлайн театар.